Здраво живо, јас сум Димче, добродојдовте во уште едно моје видео. Овој пат се наоѓам на влезот од моето еколошко селце и се решив да ви снимам да видите како е се во пролет, колку е се раззеленето и колку е се онака како што ни дала природата. Значи јас на мојот имот не косам, не сечам, ги оставам растенијата да си растат, си правам само патеки, сега ќе видите, друго се е оставено на природата. Па да ви покажам да видите како е се зелено и природно. Правам езерце затоа што птиците се едни од главните сојузници на човекот кога е во прашање градината, па затоа доколку имате езерце, вие ќе го одржувате целиот имот чист од штеточини, од црвци и од слично. Значи птиците ќе доаѓаат затоа што има езерце и ќе ви ја чистат градината додека вие спиете. Значи, еден од најважните делови во секое само одржливо домаќинство е тоа да има езерце. Поради птиците исто така може да се населат и жаби, кои што исто така ќе ви помагаат и ќе ви го чистат имотот од полжеви. Значи, природата си има пестицид за се. Еве ја и Сила си одмара во куќичката.
Тоа е тоа моментално што се случува во моето селце. Значи си го правам езерцето, ја средувам градината и сега како што знаете периодов се грижам за сила која што удри кола, па сум малце заглавен со неа, неа многу време, треба да ја пазам нонстоп. Меѓутоа колку можам успевам нешто да сработам. И тоа се случува во моето еколошко селце. А сега доаѓа и пожешко време, па почесто ќе поминувам време во наводнување на мојата градина и слично. А сега моментално се наоблачува, па се надевам на дожд, кој што ќе ми помогне во мојата работа, затоа што дождот е многу важен дел, затоа што му дава енергија посебна на секое растение и побрзо расте. Значи после дожд се расте побрзо, има толку енергија во дождот, што е преубаво да се види. Како што видовте, јас на мојот имот не косам, затоа што не верувам во косење, ја си правам патеки по кои што се движам и им оставам на растенијата слободно да се развиваат, затоа што тревникот е непродуктивен, не произведува кислород, змиите можат лесно да се движат доколку искосите и слично, а доколку не искосите, природата ќе ви даде толку многу работа, ќе ви даде чаеви, ќе ви даде растенија кои што се јадат, мајчина душица ќе ви даде кантерион, ќе ви даде камилица, ќе ви даде ајдучка трева, се ќе ви даде. Ќе ви даде повеќе кислород. Затоа јас не косам, меѓутоа секој со својот пат и развој секако. Знам дека сите косите, многу сме исплашени од тоа, доколку не искосите ќе стане змиерник, но е обратно. Јас, например, повеќе од 15-20 години немам змија на мојот имот, затоа што не косам. Змиите не може да се движат низ тој густеж. Они се ладнокрвни животни и им треба сонце. Така да, тоа е моето размислување, мојата теорија која што е секако и секогаш блиску до природата и до моето срце. Тука го завршувам видеото. Се надевам дека ви беше интересно, ве информирав што се случува во еколошкото село, до кај сум, што сум. Како што видовте, не сум многу мрднат, тоа што е направено, плюс езерцето ми е најново што го видовте, кое што уште не е завршено. Меѓутоа, тоа е тоа. Си имам јас своји предизвици и овој живот си има своји предизвици. Па така ви благодарам што го изгледавте ова видео. Се гледаме ние во некој мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.